Министерствата за здравство и земјоделство се уште ги усогласуваат ставовите околу финалната верзија на Законот за заштита од пушење. Од земјоделство велат дека нивните забелешки биле од технички аспект. Министерот Трипуновски вели дека предложениот закон не ги менува правилата за производство на тутун, туку дека двата закона и за заштита од пушење и за тутун и тутунски производи се комплементарни. Има други некои технички работи и она што можеби ќе биде обврска во законот за заштита од пушење да треба да се предвиди во законот за тутун и тутунски производи. Значи практично усогласување помеѓу двете институции. Добро, ве чекаат вас за да помине да кажам на влада овој закон. Ке се усогласите ли за кратко време ќе помине? Па се надевам дека во брз рок ќе се усогласиме, да. За тутунската индустрија новите мерки нема да го намалат пушењето, туку ќе ја зголемат сивата економија. Потсетуваат и на милионските приходи што државата ги добива од овој сектор. Но ресорниот министер Трипуновски вели дека законот нема да и наштети на тутунската индустрија. Овој закон кој што го предлага Министерството за здравство не е на штета на нашето тутуно производство. Така да ние ќе си продолжиме со нашето производство и приоритетите кои што ги даваме во овој сектор. Разговаравте со тутунската индустрија во однос на законот? Па јас разговарам кога би го менувал мојот закон. Дали разговарал министерот за здравство, ќе го прашате министерот за здравство. Додека институциите се договараат за новиот предлог закон, инспектори се на терен да проверат дали се почитува сегашниот закон за пушење. Според податоци кои ги добивме од Државниот пазарен инспекторат, лани биле направени 2500 контроли, при што биле утврдени 222 прекршоци. Само во првите 2 месеца годинава 225 надзори и 12 казни во вредност од речиси 1 милион денари. Иако се најавуваше дека новиот драстично поригорозен закон за заштита од пушење треба да стартува на 1 март, сепак роковите се пробија поради реакциите на угостителите и тутунската индустрија кои имаа низа забелешки, па законот се уште нема финална верзија. Идејата е да се забрани пушење во затворени простории и за класични цигари и за електронски уреди, како ајкос и вејп. Се предвидува и јасно раздвојување на пушачки и непушачки делови со посебни влезови, а пушењето пред институции ќе биде дозволено само на најмалку 20 метри од влезот. Угостителските објекти ќе мораат да имаат отворени две страни, а ќе се важи покривот доколку угостителите сакаат тој да биде пушачки дел.